Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Објавувањето на новата група класифицирани документи на веб страницата Wikileaks продолжува да ја бранува американската, но и меѓународната јавност. За реакциите веднаш на почетокот. Според објавените доверливи американски информации од страна на Wikileaks, кинески представници веруваат дека Северна и Јужна Кореја треба да бидат повторно обединети под контрола на Сеул доколку се случи колапс на Северна Кореја. Неколку новински организации, вклучувајќи ги весниците New York Times и Guardian, денеска пишуваат за ова, објавувајќи детали на таа тема, како на пример дека јужнокорејски представник на американскиот амбасадор во Јужна Кореја му кажал дека кинеските представници би прифатиле обединета Кореја во бенигно сојузништво со САД. Американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека Wikileaks постапил илегално со објавување на материјалот, а светските лидери велат дека објавувањето на документите штети на националната безбедност, на дипломатите, на разузнавачките извори и на односите меѓу странските влади. А дома, председателот Барак Обама има друга главоболка. Денес во Белата куќа тој ги покани конгресните лидери од обете партии за прв пат по ноемвриските избори, кога се промени балансот на моќта во легислативното тело. Новиот конгрес ќе почне со работа следната година, а сегашниот за само неколку недели има работа на повеќе големи иницијативи, меѓу кои одлука дали да се ратификува новиот договор за нуклеарно оружје со Русија и што ќе се случи со даночните намалувања воведени од поранешниот председател Џорџ Буш. Оваа средба доаѓа само еден ден по предложеното замрзнување на платите на федералните цивилни работници, што ги има околу 2 милиони, а за кое Белата куќа вели дека ќе заштеди на државата $5 милиони за 2 години. Каде е НАТО по самитот во Лисабон? Ова беше тема на конференција вчера одржана во Вашингтон. Колегата Јане Бојаджиевски беше таму и вели дека било речено оти политиката на отворени врати останува приоритет. Еве го неговиот извештај. Самитот во Лисабон е крстопат за Алијансата. Заклучија соговорниците на синокешната конференција во организација на Центарот за стратешки меѓународни истражувања во Вашингтон. 2011 ќе биде година на транзиција за НАТО во Авганистан, кога Алијансата ќе започне да ја префарува одговорноста за безбедноста на афганистанските безбедносни сили, но со претходно внимателно разгледување на состојбата, пред евентуални дополнителни чекори за понатамошно повлекување, резимира американски и странски одбранбени стручњаци. Председателот Обама ја зацрта 2014 како година на целосно заминување од Авганистан. Неуспехот и колапсот на Авганистан е пораз за меѓународната заедница, која пак нема алтернатива освен да продолжи со задачата за стабилизирање на земјата и зајакнување на демократските капацитети, сметаат учесниците. Мишел Флорној, која во Пентагон е подсекретарка за политика, во перспективата на проширувањето на Алијансата по самитот во Лисабон не ја спомена Македонија, но затоа вели: Вратите остануваат отворени. Не верувам дека некој смета оти Русија има некакво право на вето врз процесот. Се работи за транспарентен процес. Вратите остануваат отворени за сите земји кои ги исполнуваат критериумите. За односите со Русија, соговорниците истакнаа дека треба да се градат врз база на партнерство, а не соперништво, и се надеваат на поголема вклученост на руски војници во меѓународните мировни мисии. Соговорниците на конференцијата што по самитот во Лисабон сметаат дека проширувањето на НАТО и натаму останува приоритет на Алијансата и вратите се секогаш отворени. Сепак треба да се исполнат неопходните критериуми. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Кога пред 10 години Универзитетот Џорџ Мејсон во близина на Вашингтон направи джез концерт, студентите свиреа пред речиси празна сала. Сега, од годишниот концерт се финансира легална помош за помалку имотните во нивната заедница. Меѓу другото, како еден адвокат ги сврта работите во оваа насока, еве приказната. Во оваа
оваа просторија на Универзитетот Джордж Мейсон, студентите вежбаат за годишниот джез концерт. Дейвид Род свири на гитара. Да се има пријат до познати музичари од овој регион и од цела држава, тоа е уникатна шанса што ја дава овој концерт. Благодарение на адвокатот Ед Вајнер. Тој бил еден од неколку темина на првиот концерт пред 10 години. Квалитетот на представата беше извонреден, но бев шокиран од слабата посетеност. Вајнер го формирал Jazz for Justice, джез за правда, за да помогне во промоцијата на концертот. Джим Керол е директор на джез студиите на универзитетот. Се развиваше постепено, од година во година, но заслугата е на Ед Вајнер. Тој е човекот што излезе на улица да продава билети и за се друго. Керол вели дека сите имаат корист од ова. Половина од заработката од концертот оди за школарини за студенти за джез, а другото во фондација за поддршка на јавниот пристап до правдата и за промоција на едукацијата за правниот систем. Давам правни услуги за оние кои не можат да најмат адвокат да ги представува. Раководиме и со единствената јавна правна библиотека во Северна Вирџинија. Студентката Еми Ладин свири на тромбон. За добра кауза е. Убаво се чувствувам што сум дел од тоа. Вајнер вели дека Jazz for Justice е применлив концепт за други полиња и во други заедници во земјата. А утре ве водиме во Кина, и тоа на кинеските улици. Што забележа нашата дописничка од таму, ќе видите во прилогот на кој веќе работиме. Утре во Newsflash. Поседувањето автомобил во Кина станува статусен символ. Сите сакаат да влезат во средната класа, па дури и со возило од кинеско производство. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови информации појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.